Групациите PSA, Peugeot, Citroen и Fiat Chrysler автомобили официјално потврдија дека водат разговори кои може да доведат до нивно здружување. Гласините за вакво нешто се појавија пред повеќе месеци, но тогаш изгледаа само како ехо на пропаднатите преговори што Fiat Chrysler ги водеше со Рено. Сега ситуацијата е поинаква и доколку успеат да ги финализираат разговорите, ќе биде создаден еден од најголемите автомобилски конгломерати во светот. Најпрво поединачно, а потоа и со заедничко соопштение, двата производителя објавија дека стручни тимови разработуваат бизнис модел за комбинирање врз еднакви удели. Сегашните акционери би добиле по 50% од идната компанија, за која се проценува дека ќе донесе заштеда од 3,7 милиарди евра годишно. Корист од здружувањето двата автопроизводители ќе имаат и заради можноста дополнително да го прошират своето делување. Peugeot во Соединетите Американски држави, а Fiat во Кина. Со тоа, нивните брендови ќе станат уште поголеми глобални играчи, бидејќи производствените програми во добар дел не им се преклопуваат. Минатата година тие заедно продадоа 8,7 милиони возила, бројка што ќе ги смести на четвртата светска позиција за Toyota, алијансата Renault-Nissan-Mitsubishi и групата Volkswagen. Дека разговорите се во напредна фаза сведочи и веќе направената распределба на раководните места. Џон Елкан би бил председател, а Карлос Таварес генерален директор. Затоа се верува дека до крајно решение, какво и да е, ќе се дојде многу брзо.